Редок египетски мршојадец или кања со повредено крило, изгладнет и дехидриран, деновиве се нашол паднат во двор на семејство кое живее во Демиркапија. Во истата ситуација плюс полиен со нафта, за кањата помош е побарана во едно од ветеринарните станици во Кавадарци, но и таму обидот да се спаси е безуспешен. Овој редок вид на птица едноставно нема среќа да го дочека својот транспорт до институтот во Бугарија. До птицата стигнал професорот Томе Лисичанец, кој интервенирал и до ветеринарната станица и почнал постапка за нејзин транспорт, но вели дека се било залудно и жали што ова морало да се случи. Според професорот постојат неколку предпоставки што се има случено со оваа кања, а една од тие води до неодговорно однесување на ловџиите. Ние за жал не знаеме кога е она повредена, со што е повредена, дали има во неа сачми. И заради тоа крварењето кое што траело, може би траело и 2 дена, може би била премногу искрварена. Може би и на друг начин да е она повредена или во нешто ударена или од земја ударена. Ние не знаеме колку време била во природата. Кај нас дојде, значи, во саботата на ручок, а видена е во саботата сабајле, а ловот е пуштен во четврток. Така што не можеме да знаеме дали можеше да се спаси и колку време била таа рана и колку време крварела. Јас и дадов и храна, и дадов и вода преку клунот сето, меѓутоа ништо не можеше да прима. Дали беше во некој посебен шок или слично, ние одма ја однесоме кај ветеринарите, ама и они се направија за да ја спасат, меѓутоа и одма беа превземени мерки и веќе беа во оптек постапки да се изготват документи да биде испратена во Бугарија каде што има болница за вакви птици. Се работи за светска реткост во изумирање, за кое што цела Европа, па и светот е заинтересиран. На овие птици им се поставуваат сателитски трансмитери на грбот, за да ги пратат каде одат и што се случува, зошто они во последните 10 години дојдоа до степен на исчезнување. Ние сме овдека, може би заради нашето хранилиште, најбогати на едно место во околината, од тука до Бошава нагоре, има едно 5-6 гнезда. Ако земеме во обзир дека во цела Македонија нема повише ни 20 гнезда, а од тие, значи, 1/3 да се на една мала територија, тоа значи големо богатство. Тоа што овие денови се случи со оваа птица, просто ме згрозува. Затоа што птицата која што дојде во моите раци, беше со откинато крило, посипана со нафта и со траги од палење. Колку време била надвор на терен, кој тоа и го направил и зошто, не можам просто да сватам. Ако се во прашање ловци, бидејќи претходниот ден се случи отворањето на ловната сезона, такви примери имаме повеќе, за жал. Наши ловци сметаат дека ако платат ловечка дозвола, имаат право се да убиваат. Се што лета и што трча е предмет на нивна рекреација, што е дебела заблуда. За жал и за чудо, денешните ловци сите до еден претходно полагаат ловечки испит на кој што треба да покажат познавање и за оружјето, за муницијата, за кучињата, за дивечот, за неговото одгледување и така натаму, и да знаат дека право на одстрел имаат само на оној дивеч што се одгледува, и тоа онаа бројна состојба која што се вика прираст, ништо повеќе. Вака се случува да отстрелуваме светски реткости. Ви се молам, ние како општина и како град се прочивме во цела Европа, па ни дошле туристи и од Америка. Не знаат по тоа што во
овој степски регион во кој што ние екзистираме, постојат повеќе светски реткости, меѓу кои што е за жал и оваа сирота кања која што на зверски начин е убиена. Имаме царски орел, исто така светска реткост, од кој што еден примерок прелета 13.000 километра со сателитски трансмитер на грбот до Северна Европа, до Москва и до Казахстан и до Балтичко море и се врати назад и се е тука кај нас. На такви ли, или па уште, да кажем, имаме и повеќе европски реткости. На такви ли птици ние ќе рекреираме и тоа на зверски начин? Треба управите на ловечките друштва сериозно да се замислат и да разговараат со своето членство, затоа што и они лично сносат одговорност за оваа постапка. А од мршојадците човекот се надева да дознае како и најраспаднатото месо што го јадат, нивниот измет е стерилен. Може би со проучување на оваа особина на мршојадците, човекот да открие најуспешни лекови против бактериите и вирусите. Оваквите птици не се за рекреирање. Ги молам сите ловци па и граѓани малку поинаку да гледаат на нашата природа, затоа што она е дел од севкупниот опстанок на сите па и на нас луѓето. Според Лисичанец, за да во иднина не дојде до вакви или слични ситуации, потребно е да им се обезбеди на ловџиите преку текот на цела година рекреација и стрелање со глинени гулаби. Како иницијатива тој ја посочи токму набавката на глинените гулаби и оспособувањето на градското стрелиште за оваа намена. Тој на одговорност ги повика и останатите граѓани, од кои побара одговорно однесување во ситуација како оваа со кањата. Ако случајно се најдете блиску до птица на која и треба помош, најдобро е да реагирате веднаш до стручни лица, без примена на сопствени постапки. Само така ќе помогнете и на неа и на општеството, а вие ќе се докажете како примерни сограѓани, апелира Лисичанес. Оваа кања е глобално загрозен вид, светски заштитен и вид кој за жал брзо исчезнува од планетата Земја.